Во Источна Македонија, природата не ја штедала својата дарежливост, каде што исцртала единствени и уникатни пейзажи, им дала живост на многобројните извори, ги збогатила полињата и долините. Се наоѓаме во Источна Македонија, во градот Свети Николе. Овчеполската котлина, втора по големина во нашата земја, лежи во сливот на Свети Николска река, десната притока на Брегалница. Градот на Свети Никола во средишниот дел на Овчеполе, единствениот град во републикава кој носи име на светец. Се наоѓаме до градскиот стадион со Никола, нашиот домаќин. Здраво, Никола. Неколку зборови да ни кажеш за градот Свети Николе, да не запознаеш нас и гледачите. Добро утро, добре дојдовте во Овчеполе. Народ овде живеел, каде што е сега градот, живеел уште пред 1000 и кусур години. За волја на вистината во самиот центар на градот, при изградба некои згради во 70 и 80 години на минатиот век, има пронајдено дури артефакти од самиот неолит. Во пописниот Тапу Тефтер од Ќустендилскиот санџак од крајот на 16 век се вели дека населбата која што се наоѓала овде во тоа време се викала Исви Никола. Денешниот град Свети Никола се наоѓа околу големата црква со тоа име. Чудотворецот Свети Николај, според преданијата, бил многу грижлив и помагал на оние на кои помошта им била неопходна. Често знаел во вистинска смисла на зборот да сотвори чуда, па затоа е наречен чудотворец. Ги чува клучевите од подземните извори, знае каде е бакарното гумно, ги праќа на вистинскиот пат оние кои се оддалечиле од смислата на животот. За описот на животот на Свети Никола често се употребува реченицата од неговото житие, во која гласот Божи му рекол дека треба да појде меѓу народот и да прави дела во чест на името Божјо, ако сака со крстот да биде овенчан. Моштите на Свети Никола се наоѓаат во градот Бари во Италија. Во чест на денот на пренесувањето на неговите мошти се слави празникот Летен Свети Никола секоја година на 22 мај. Името на градот Свети Николе потекнува од големиот светец Свети Никола во христијанството. А Никола ќе ни каже повеќе околу тоа. Старец Свети Никола. Вика нема место христијанско кај што не се слави неговото име. Градот во кој што живеам, кој што сум роден, кој што го носи името на Чудотворецот, чие што исто име јас го носам, Свети Николај Чудотворец, е патрон и заштитник на нашиот град. Името на градот во старите документи од бугарско, српско, од турско, Јевлија Челебија кога доаѓал овде, тој Јевлија Челебија како најстар патипис се спомнува две населби. Едната е Килисали, или Клисали, што значи населба покрај цркви или црквино, а другата е Исви Никола. За време на Бугарија, Србија, во старите, дури во австриските мапи со кои што располагаме, името на градот е Свети Никола, што сведочат и старите не само административни, туку и печати од црквата. Интересно е тоа што административно името Свети Николе е од некако 45-та наваму, зашто се уште собираме официјални податоци. Има убава иницијатива од владиката на Брегалничката епархија, каде што припаѓа Свети Николската парохија, дедо Иларион, за враќање на вистинското име на градот Свети Никола. Под големата црква, градена пред 30 на години, се наоѓа стара што датира од средината на 19 век, на темелите на уште постара црква. На плитка длабочина во дворот на црквата е откриена рано христијанска базилика. Во нејзиниот комплекс влегуваат камбанарија и саат кула. Внатре сме во црквата Свети Никола, во градот на светецот Свети Никола. Украсот во интериерот е дрвениот иконостас обоен кафено. На него се наоѓаат повеќе икони кои потекнуваат од 1849 и 1875 година. Забележителна е представата на Свети Никола, што на градите носи медаљон во кој што символично е нацртан Светиот Дух. Во овој стар храм Свети Никола, граден од времето на турското владење, карактеристични се скалилата и изработката на иконите. Што може подетално да ни раскажеш околу тоа?
Како што знаеме, порано не се дозволува да се градат цркви на места каде што порано немало цркви, што ни дава за право да веруваме дека во средината на 19 век кога е изградена оваа црква, како што гледаме вкопана под земја, порано постоело овде некој друг храм. Пред 5-6 години, за кога се правеа копања за дренажа до оваа црква, до самата црква беше најден свод од рано христијанска базилика и артефакти кои што датираат од најраниот христијански период на Балкан. Роден во овчеполското село Ерџелија е свети Прохор Пчински, кој заедно со свети Гаврил Лесновски, свети Јоаким Осоговски и свети Јован Рилски биле 4 духовни браќа. Големото овчеполе се споменува и во еден апокрифен текст од пред скоро 1000 години. Видение на пророк Исаија за последните денови, каде што е опишана апокалипсата, пред чие што случување некој бесрамен змеј ќе ги собере сите светски велможи и со нив ќе заплови на својот дрвен сплав по реката Таен Рај во Овчеполе. Кога ќе се симне од сплавот, ќе ги поведе своите другари со толкава радост, со каква што младоженецот ги води своите другари на свадба, велејќи им: Елате со мене, за да ја видите премудроста Соломонова. Чуваме записи за постоењето на христијански храмови во Овчеполието, па така оваа црква се споменува во еден запис од Лесновскиот манастир од 14 век. Во 15-тиот век имаме запис дека некој си ктитор, богат трговец од Кратово Радослав, на црквата Свети Никола во Овчеполе дал подарок огромно звоно за камбаната, кое што било со импресивна големина и пуштало многу голем звук, што се слушало надалеку во целото поле, па така подоцна тоа звоно било од овде пренесено во Скопје, а од таму во Ќустенделскиот Санџак, каде што бил центарот на Турската империја за целиот овој регион. И ден денес во науката пишува дека тоа е најстарото звоно со старословенски кириличен напис на него, кое што за воля на вестината е направено токму за нашата црква. Заштитникот на градот, чудотворецот Свети Николај, во 21. век ги штити и чува луѓето кои што се родени и живеат овде. Присуството во овој сакрален храм секому му возможува мир и спокој. Нашиот серијал и истражување за Овчеполе и градот на Свети Никола продолжува и утре.